Овие се некои примери, мислам, што ми се драги мене. Повеќето од нив икони од Четириве од Охрид, ова е од Струга, и фотографии од Македонија од почетокот на 20 век, фотографирани од повеќето од француски војници за време на Првата светска војна. Интересно ми е тоа што колку екзотично Македонија изгледала за западните европјани во тој временски период. Исто така, таа атмосфера која гледам на фотографиите е многу инспиративна за моите дела на некој начин. Многу изгледаат поекзотично и се еден елемент од инспирацијата во моите дела. Тоа го гледам исто така во филмот Прашина на Милчо Манчевски. Што сигурен сум тој временски период беше исто така голем дел од инспирацијата за неговиот филм. Тоа се еден дел од елементи кои ги користам во моите дела. Значи инспирација. Исто така музика и текст. Самиот текст на музика на одредени песни македонски. Исто така литература. Самото дело како Сердарот, например, многу да биде, мислам, на некој начин може да представува како бунар за инспирација, од кој може безпрестано да се црпи. Тешкото, како музичка форма, исто така поемата на Блаже Коневски, тешкото, како може едно музичко дело да инспирира едно литературно дело. Ова дело исто така има елементи за мене кои се поврзани со тешкото. Ликот на мојата баба на некој начин и кои исто така го препознавам во старите фотографии од почеток на 20 век. На поврзаност помеѓу елементи. Тоа што ме интересира во делата да создавам еден свет кој нема одреден временски период. Туку, како што кажа предходно, нема ни минато, нема ни сегашност, нема ни иднина. Едноставно, таа временска линија коегзистира. Така што може да се најдат елементи во моите дела од различни временски периоди. Не многу од сегашноста, на некој начин, зашто си замислувам еден филтер или сито, низ кое поминуваат овие елементи и одредени работи спаѓаат на другиот дел од дела кои ги користам. Така што ликови, карактери, пейсажи, икони кои заедно коегзистираат во еден свет. Така што ова дело посебно се работи за славење на незиниот лик. Не мојата баба, него ликот на таа жена македонска. Што представува и што размислувам кога го гледам тој лик. Така што ова дело представува еден фестивал мал за незе. Ова е фотографија, јас ја фотографирав бабата на, Бог да ја прости, баба Ката, на другар мој Кире. Исто така е, на некој начин ја употребив таа фотографија да створам корица за моето блокче. И само сакав да покажам, например, дел од мои скици на мои дела и некој начин како ги развивам моите идеи. И како што ме запрашавте за доста користам елементи архитектонски во моите дела, доста архитектура се навраќам кон црковна архитектура во моите дела. Може да се посложна. И имам различни скици во врска со тоа. Значи, повеќето дела почнуваат со скица и може тоа изработувам после тоа цртеж или графика, па завршуваат во слика. Видите, скица за самото дело.
Славата.